Добар ден. Убавото време не измами да отидеме во природа и да направиме еден убав излет со автомобил, поточно со спортско корисно возило. Предмет на денешниот тест е Suzuki Vitara со новиот 1,4 литрен бензински турбомотор од 140 конски сили. Се разбира дека тоа не е единствената содржина во автомагазин. Ви подготвивме интересни рапорти од новото производство, односно почетокот на производството на Acura NSX, која е, впрочем, Honda NSX, но за американскиот пазар. Исто така Toyota сака да ја обнови својата Corolla, а ќе видите и како ќе изгледа таа. Одвојуваме време и за електричните возила, бидејќи светскиот тренд налага што повеќе возила електрични да имаме на нашите патишта во најкусможен рок. Па тука Mitsubishi ја гледа својата шанса за нивниот EX, односно на македонски кажано EX. Но не се сите овие содржини кои ги подготвивме за вас денеска. Затоа по рекламните пораки тргнуваме со полна брзина. Peugeot 508. Моќен и ефикасен Blue HD мотор за 290 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Дами и господа, од сега 16 е вашата омилена бројка. Замислете, Toyota Auris, Toyota Avensis и Toyota RAV4 со било кој пакет на опрема ги добивате со неверојатни 16% попуст, а вашиот нов автомобил ќе има 6 години вистинска фабричка гаранција. Но побрзајте, имаме само 16 вакви возила. Прашањето е дали вие ќе бидете еден од 16 срекници. Ова е Toyota, а врвните понуди изгледаат вака. Toyota, always a better way. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Новата Kia Sportage официјално е представена на македонскиот пазар. Увозникот Kia Motors Македонија очекува од новата генерација на популарното спортско корисно возило да оствари забележителна продажба во сегментот поради повеќе фактори. Иако домашниот пазар во последните неколку години бележи сериозна рецесија, популарноста на спортско корисните возила расте и тие заземаат значајно учество во продажбата на патничките моторни возила. Силен аргумент е техничко-технолошкиот аспект во кого четвртата генерација на Sportage има силни аргументи. Вистинските промени доаѓаат испод каросеријата, каде се направени ревизија на потпирањето, амортизацијата, се нуди подобрениот автоматски менувач и ревидираните мотори.
Како што истакна менеджментот на Kia Motors Македонија, покачувањето на цените во однос на претходникот е символично. Опременоста е далеку побогата, а кога на тоа ќе се додаде високиот квалитет, 7-годишната гаранција и одличниот дизајн, оправдано се очекува добар интерес. Kia Sportage се нуди во 3 нивоа на опременост и неколку верзии на 1,6 литрениот бензински мотор, како и 3 верзии на популарните CRDI двигатели со зголемена сила и вртежен момент. Од нас срдечно добре дојде во Македонија, а нашето мислење ќе го дадеме по тест возењето. Точно пред половина век започна да се создава една легенда која и ден денес владее со автомобилскиот свет. И тоа во буквална смисла на зборот, бидејќи е најпродаван модел на целата земјина топка. Се разбира, зборуваме за Toyota Corolla, која представена во 1966 година, досега доживеа 11 изданија. Во 1968 година започна да се извезува во Америка, а во 1974 година стана најпродаван автомобил во светот, титула која со ретки исклучоци ја освојува секоја година. Според бројот на продадените милиони кои уште само во Toyota го следат, во 1997 година ја надмина Volkswageновата буба. Не ги знаеме намерите на јапонците кога ја креирале Corolla пред 50 години, но знаеме дека истата формула за успех се користи цело ова време. Главната состојка во неа е квалитетот, кој тие успеваат да го задржат без разлика во која фабрика се произведува. Во моментов Corolla излегува од 16 производствени погони на Toyota, односно 18 ако ја сметаме и нејзината хеджбек верзија Auris. По повод јубилеот, Toyota во Њујорк постави специјална изложба и лансираше лимитирана славеничка едиција која ќе биде понудена на само 8000 купувачи во Америка. По женевската премиера на патничката, PSA и Toyota ги објавија деталите и за доставната верзија на својот заеднички миниван кој ќе ги носи имињата Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Toyota Proace Van. Платформата е иста модуларна EMR2 и изведена од 3 различни должини кои се движат од 4,6 до 5,3 метри, овозможувајќи простор за товар до 6,6 кубни метри. Височината е ограничена на урбаните 1,9 метри, а носивоста во зависност до варијантата се искачува до 1400 килограми. Представниците на трите марки може да бидат опремени со hands-free странични лизгачки врати, активен систем за сопирање, 3D систем за навигација со гласовни команди и слични напредни технологии кои ги прават уникатни во овој профитабилен европски сегмент. Во продажба ќе се најдат веќе од јуни, а на располагање ќе бидат со 5 дизелски изведби. Две од нив се со 1,6 литарскиот мотор со 95 и 115 конски сили, а другите 3 со поголемиот дволитарски агрегат во верзиите од 120, 150 и 180 коњи. Освен најефтината варијанта, сите други се опремени со старт-стоп систем, заради што и може да се пофалат со емисии на јаглерод диоксид кои ќе се движат помеѓу 133 и 151 грам на километар. Конечно, после 4 години откако беше покажан концептот, овој месец започнува сериското производство на Honda NSX. Родното место на желно очекуваниот супер автомобил ќе биде нововоспоставениот Performance Manufacturing Center на Honda во американската држава Охајо.
со ангажман на 100 добавувачи за негово опремување. Овој нов капацитет се карактеризира со нов пристап кон склопувањето, лакирањето и контролата на квалитетот на производството. Впрочем, иновативното размислување уште од самиот старт на конструирањето на обичниот болид на Honda, кој во Америка ќе се продава под ознаките на Acura, беше целосно и имплементирано. Затоа и проектот неколку пати беше одложуван со цел суперавтомобилот да се направи токму таков каков треба да биде и јапонските инженери да имаат доволно време да го доведат до перфекција. Главната иновација кај новиот NSX е неговата мултиматеријална просторна рамка направена од челик со висока цврстина и алуминиум. За негово задвижување ќе се користи твин турбо VSS агрегат кој рачно ќе се склопува. Како куриозитет е наведено дека сите негови 547 завртки ќе бидат затегнати од некој од избраната група мајстори на својот занаед. Неговите хибридни 573 конски сили се доволни за 305 км на час, а како за илустрација за техничката надмоќ се наведува дека има вкупно 10 ладилници. Заради сето ова се верува дека суперспортскиот модел кој стана своевиден култ е на вистински пат да го повтори и надмини успехот на својата прва генерација која исчезна од дилерствата на Honda во светот и Acura во Америка пред една деценија. Секој произведен примерок на NSX ќе мора да помине 240 км тестирања пред да биде испорачен во продажната мрежа. Секако, први на својата нова играчка ќе се радуваат американците, додека европските купувачи ќе чекаат на него до есенва. Пред да започне да прима нарачки за него, Honda за добротворни цели на аукција го продаде првиот примерок за неверојатни 1,2 милиони долари. Редовната цена пак, која е скоро 8 пати помала и изнесува 156.000 долари, го направи NSX најскапиот автомобил кој се произведува во Америка. Малкумина беа изненадени што сериската верзија на Subaru Impreza ни оддалеку не изгледа толку импресивно како и ланскиот концепт, но така е во светот на автомобилите. Барем на тие што се носечки во гамите на производителите каков што е јапонскиот компакт. Покажан истовремено во седан и хеджбек изведби, тој ги има инкорпорирано основните линии на студијата, но не и стилските додатоци кои даваа посебен изглед. Сепак дизајнот е задржан на едно модерно, младешко, разиграно, но се уште недоволно сериозно ниво за да привлекува поширок круг купувачи. И внатрешноста го следи истиот воздржан и благ надмен стил, сосема во согласност со тенденцијата Subaru да се представува како премиум марка. Во тоа поддршка има од технологиите кои јапонскиот производител уникатно ги негува, како што е серискиот перманентен погон на сите тркала. Платформата е ново развиена со поголеми димензии, а од моторите со кои ќе се нуди Impreza, за сега познат е само дволитарскиот боксер со 152 конски сили. Во оваа ревидирана верзија тој е опремен со директно впрскување на горивото и спарен со безстепена трансмисија со 7 предефинирани преносни односи во мануелниот режим на работа. За да природата остане зелена и чиста, се грижат и автомобилските производители. Поради еколошките стандарди, тие се повеќе ги усавршуваат своите мотори на внатрешно согорување, но и вложуваат огромни средства во развој на електричните возила. Самата најава дека Холандија планира да ги забрани возилата со мотор на внатрешно согорување до 2025 година, најавува дека овој тренд ќе го следат многу европски, но и светски држави. Па затоа повеќето автомобилски производители развиваат своји електрични возила. Mitsubishi не е новајлија во оваа лига, но со својот iX сака да понуди уште поинтересна и поавтономна солуција за љубителите на електричните возила.
1971 година се појави интересно возило, наречено Миникаван, кое беше првиот електромобил развиен од Мицубиши. Од тогаш наваму јапонците вредно работат на постојан развој на електричните технологии, кои во последниве години достигнаа врвно ниво. Барем така мислевме пред подобро да се запознаеме со најновниот концепт – електричното спортско корисно возило со ознака EX, со кој Мицубиши ја представува иднината на своите еколошки возила. Главна, но не и единствена карактеристика му е автономијата од 400 км, задвижуване од страна на два електромотора кои му овозможуваат и погон на сите 4 тркала. За неговата регулација се грижи системот за електронска контрола, кој заедно со останатото овозможува прецизна управливост и супериорна стабилност. Максималните 2 пати по 70 киловати треба да му обезбедат доволни перформанси, а должината од 4,24 метри потребниот комфор за патниците. Во комбинација со напредните системи за активна безбедност, ова возило е способно и за полусамостојно управување на автопат и автоматско паркирање во катна гаража. Затоа се задолжени камерите и сензорите кои ја анализираат ситуацијата околу возилото. Освен технологиите, Мицубиши со EX концептот и дизајнерски ја најавува иднината на својата гама. Изгледот, иако футуристички, може да се толкува како посмела интеграција на сегашното стилско изразување на јапонските дизајнери. Со вештиот спој на елеганцијата на купе линиите со каросеријата на типичен кросовер делува како да е изработен од едно парче. Препознатливата визуализација на предниот дел е задржана и покрај поголемата раздвоеност на дневните од главните светла. Недостатокот на централен столб ќе овозможи и лесно влегување и излегување под услов да преживее до сериското производство. Истото важи и за целокупната внатрешност во која употребените различни бои за централната конзола и вратите создаваат уникатно чувство за просторност. И интелигентните уреди што ги среќаваме во неа се чекор 2 подалеку од сегашноста, но дел од нив сигурно набргу ќе осамнат во некој друг модел на Мицубиши. Како и што се очекуваше, не им требаше многу време на германците да се премислат. Најновите вести од Русалска им најавија судбинска пресвртница за женевскиот концепт на Opel, кој сега има шанси да влезе во сериско производство. Тактиката ќе го биде, нема да го биде, досега многу пати сме ја сретнале за да мислиме дека е случајност, но факт е дека тврдењето Opel GT да остане само концепт го зголеми интересот за него. А тоа секако имаше влијание и за промената на мислењето на челниците на компанијата од Русалскајм. Сега тие се повеќе убедени дека спортското купе ќе опстане повеќе на пазарот отколку порано, кога тврдеа дека сегментот е премногу слаб да поднесе повеќе силни играчи. Дури и повеќе, бидејќи во веста, која се уште е неофицијална, се споменува и дека идниот сериски производ ќе ја користи платформата од Мока. Тоа индиректно значи дека ќе се произведува во Јужна Кореја, а директно дека инженерите ќе имаат многу работа да ја прилагодат за предвидениот погон на задните тркала. Секако под услов да се задржи предвидената шема мотор напред, погон назад. Во тој случај проблем ќе биде и да се пронајде соодветен менувач, така што компромисот со попречно поставен мотор и погон на предните тркала се чини реално можен. А тоа пак директно ќе ја загрози основната идеја според која е создаден GT. Но факт е и дека појавувањето на GT ќе успее да внесе малку емоции во секогаш трезвено промислената гама на Opel. Тој не е само обичен концепт со кој се најавува нешто ново и врело во гамата, туку сублимат на многу нешта од минатото и иднината на марката. Па да сме живи и здрави и ќе видиме. Ние сепак навиваме за него. Обично се слави јубилеј кога некој автомобил ќе се продаде во милиони или барем во стотици илјади примероци. Lamborghini Aventador е исклучок, а неговиот јубилеј е само 5000 продадени примероци. Но тој не е обичен автомобил и јубилејот не му е обичен, изнаејќи му ги педигрето и цената која му се движи до 330.000 евра па нагоре во зависност од изведбата. Слободно може да кажеме дека јубилејот му е милионски.
Всушност милиардерски, ама да не тенчиме толку. Неговиот претходник Мурселаго за 10 години беше произведен во 4099 примероци. Ламборгини си има поставено лимит на продукцијата на Авентадор од вкупно 10.000 примероци пред да биде заменет со нов модел. Кога беше представен во 2011-та, за него се чекаше и 12 месеци. Во Lamborghini Aventador се вградува 6,5-литарски V12 мотор со две конфигурации, со 700 и 750 конски сили за верзијата Супер Велоче, која забрзува до 100 за 2,8 секунди. Каросеријата може да му биде купе или родстер, а сите изведби на Aventador постигнуваат максимални 350 км на час. После 14 години поминати на пазарот, Volkswagen Phaeton тивко си замина од автомобилската сцена. Се германскиот производител ја затвори новата монтажна лента во стаклената фабрика во Дрезден. Првите сигнали дека народната лимузина ќе падне како жртва на есенската дизел афера стигнаа со најавувањето на мерките за штедење. Тогаш беше јасно дека подредувањето на приоритетите ќе го истисне развојот на неговата нова генерација на слеп колосек. Затоа и никого не го изненади веста дека во петокот последниот Phaeton ја напушти фабриката, која ќе биде преуредена за производство на електромобили. Со официјалното соопштување на оваа вест се стави крај и на предпоставките дека пред салонот во Женева покажаниот Fideon ќе биде наследник на Phaeton. Голем скоро како него, Volkswagen му намени поинаква судбина, да ги освојува само кинеските купувачи. Затоа има изглед некаде меѓу купе и седан, но и поголем луксус на задните седишта како што преферираат таму. Развиен е во Германија, а ќе започне да се произведува во третиот квартал од годинава. Phaeton со фанфари дојде на овој свет. За повеќето несфатлив модел со кој Volkswagen прескокнува цела класа возила и сам си прави нелојална конкуренција во сопствените редови, тој имаше задача да делува како расадник за квалитет. Имено посебната организација на неговото производство во скапата стаклена фабрика во Дрезден налагаше после некое поминато време работниците оттаму да бидат преместувани во другите погони, каде со себе би понеле и дел од стекнатите навики за поодговорно работење. Затоа и никогаш не беше цел тој да носи профит. Напротив, според некои проценки Volkswagen со секој продаден Phaeton губел по 28.000 евра. Првично беше планирано да се продаваат по 20.000 возила годишно од него, но продажбата во најдобрите години едва и беше половина од таа бројка. Убавото време не натера поради нашиот тест да се оддалечиме од урбаната средина. Денеска ја доживуваме природата во сета нејзина убавина, а благодарение на Suzuki Vitara. Овој автомобил, односно спортско корисно возило, има имидж на вистински теренец. Барем тоа беше за претходната генерација. Со покажување на новата генерација и нејзината промоција во Македонија пред неполна година дена, видовме дека таа е во голема мерка намалена. Намалена е во должина. Исто така таа има и од неодамна нов бензински мотор од 1,4 литри и 140 конски сили. Па токму таа изведба на Vitara денеска ќе ја тестираме.
Амбиентот во внатрешноста на Витара е повеќе од удобен. Тој изобилува со модерни решенија, како што е овој голем дисплеј на кој имате мултифункции и се разбира навигација. Пред возачот е кожниот волан на кого имате контроли не само за аудио системот, туку имате контроли за круз контролот и адаптибилниот темпомат. Но што се забележува кај Витарата? Тоа се големите пластични површини кои се изработени од тврда пластика. Сузуки како тврдоглаво да се држи до оној испробан рецепт кој го применува веќе 20 години. Не кажувам дека овие површини не се направени квалитетно, ниту се надевам дека во подолга експлоатација оваа пластика ќе попушти, но светскиот тренд налага гумирана пластика. Истото се случува и на површината на вратите кои се обложени и со алкантара. Седиштата се нешто покомотни, тие се обшиени со кожа, а додека централната позиција на седењето е со велур. Така да во впечатокот кој го остава во Витара е модерен дизајн, но дизајнерите би требало да се потрудат да употребат некои поплеменити материјали. Но внатрешноста е ергономска, има доволно простор во сите смерови, иако пропорциите на Витара се намалени во однос на претходната генерација. Истото се случува и на задната клупа. Има доволно простор и за главите и за колената на патниците, па заклучокот е дека во новата Витара најмногу е одземено од гепекот, кој и тоа не е толку мал. Сепак, доста беше за внатрешноста. Да видиме како Витара ќе се однесува во возењето. Поради педигрето што го има Витара, сакавме првин да ја превозиме на офроуд. Патот по кој ја возиме не е многу прохтевен, не изискува многу напрегања за типичните кросовери. Сепак Витара се декларира како истински теренец, но со напредокот на технологијата и Сузуки почна да градува електронски системи кои помагаат при движењето на офроуд. Перманентниот погон на сите 4 тркала има уште и два модуси на возење покрај автоматскиот. Едниот е за возење по снег и кал, додека вториот, односно третиот модус пружа спортски манири на возење. По оваков пат Витара се однесува многу зрело. Иако е намалена во однос на претходната генерација, таа како чигра се прилагодува на теренските услови на возење. Погонот перманентно се менува од оска на оска во зависност од потребата на возење, односно од условите на патот. Оно што е добро да се истакне исто така и управувањето, кое сега е далеку попрецизно во однос на претходната генерација. Но сепак, Витара не е новитет на македонскиот пазар. Таа се продава повеќе од 6-7 месеци. Но новост е моторот, бензинскиот турбо мотор кој има зафатнина од 1,4 литри и развива 140 коњски сили. При ниски вртежи на терен тој се снаоѓа многу добро. Не гуши, дури и ако се падне под нивото од 1000 вртежи во минута.
Она што е евидентно при возење на терен е зголемената бучавост. Таа бучавост не доаѓа од моторот, туку од тркалата. Самото удирање на ситните каменчиња и правот во подвозјето прават да се чувствува малку поголема бука во кабината. А што се однесува до другите елементи, тие се само за пофала. Инаку, токму на овој терен ќе имаме можност, иако е сува времето, малку да го почувствуваме однесувањето на витара и во кал. А за тоа јас не би ризикувал и би го пробал модусот на возење Mud and Snow. Доколку се заглави на теренот, витара има исто така и електронска блокада на диференцијалот. Но се надевам дека таа нема да ни биде потребна. И еве ги ја калта. Иако мало парче, тоа е непријатно, бидејќи калта како подлога знае да го завлекува возилото од една на друга страна. Но, благодарение на прецизното управување и одличното подвозје, витара се однесува на терен како риба во вода. Со оглед на фактот дека повеќето време витара, односно сите спортско корисни возила се возат на асфалт, да видиме како ќе се однесува витара на асфалт. Овој пат по кој ја возиме витарата е направен со многу свиоци и извонредно е тесен. Па затоа ќе се обидам да го почувствувам однесувањето на витара во овие услови. Моторот повлекува одлично и уште од мал број на вртежи. Управувачот исто така се покажува како одлична солуција за оваа спрега. Но она што го чувствувам е дека бучавата се слуша во внатрешноста повеќе него што треба. Звукот продира во кабината и тоа го прави возењето помалку комфорно. Го смалува чувството на изолираност од средината. Но оваа витара е наменета за авантуристи, луѓе кои ја сакаат природата, кои ги сакаат предизвиците не само на возењето, туку и се откажуваат понекогаш од секојдневниот комфор. Затоа оваа витара, иако има и помало меѓуоскино растојание, пружа извонредно чувство на возливост. Добро е чувството и кога ќе го видите економетарот. Витарата, иако има нисколитражен мотор од 1,4 литри, иако тој произведува 140 конски сили со помош на турбината, потрошувачката е повеќе од разумна. Во градски услови на возење, кога се вози лежерно и почесто се менуваат преносите на менувачот, тогаш забележавме просечна потрошувачка од 6,8 литри. Истата потрошувачка ја задржавме и на автопат кога ја возевме со темпомат. Но оваа потрошувачка се качи на 7,4 литри за време на нашето снимање и на возењето по предизвикувачките тесни патишта, но и на офроуд. Ке повторам дека и тие 7,4 литри се прифатлива вредност доколку ги земете во предвид 1,4 литрениот бензински мотор кој располага со 140 конски сили. Неговата структура е добро впарена со 6-степениот мануелен менувач кој има кратки одови и е извонредно прецизен.
И на крај доаѓаме до заклучокот за овој автомобил. Со цена од 22.900 евра, тој нуди големо ниво на опременост, удобни седишта и пристојна опременост. Може би на таква опременост не сме навикнати од овој јапонски производител. Но голема замерка давам на пластичните површини во внатрешноста, како и малото ниво на звучна изолација. Доколку сте спремни на ваков компромис, Витара во секој случај ќе ги задоволи вашите потреби и барања. Со тестот на Сузуки Витара го финишираме денешниот автомагазин. Останете во добро здравје и се гледаме за 7 дена. До гледање.